Здраво, драги другарчиња. Јас сум учителка Орхидеја од градинката Весели цветови Скопје. Денеска ќе ви раскажам една многу убава приказна за тажната мајка на нашата планета Земја. Па да започнеме. Беше пролет. Сите го очекуваа сонцето, но него го немаше да се појави на небото. Почнаа да врнат дождови. А ним никој не им се израдува. Такви, какви што беа, го вознемирија сето жителство на планетата Земја. Ах, ова се кисели дождови! Колку се нечисти, се пожалија дрвјата. Што ќе се случи со нас? Ние сме загрижени за нашите животи. А и ние ќе свенеме. Се растажија и цвеќињата. Спасувај не, мајко, како што знаеш и умееш. Што да речеме ние? Се пожалија и реките. Нашата вода е нечиста и нас ке не снема. Ама и со нас се случува тоа. Се придружија и езерата. И ние сме загадени, тешко нам. А и кај нас не е подобро. Забучеа морињата. Оваа негрижа некој треба да ја сопре. Почна да се јавуваат сите со ред. Мајката Земја уште повеќе се вознемири и не можеше да се воздржи. Тивко заплака. Незиниот плач ги вознемири луѓето. Тој како да ги предупреди дека не знаат да ја чуваат својата планета. Тогаш се случи нешто неочекувано. Одеднаш задуваа ветрови и ги растурија облаците. Сонцето пак се појави на небото. Главата горе? Тажно, мајко, јас сум со тебе за да го одржам твојот живот, да успокои. Понекогаш и мене ми е тешко да ги совладам препреките, но ме радува тоа што луѓето почнува да ги сваќаат своите грешки. А и децата се грижат за својата планета. Ним најмногу им верува. Тие знаат да се ја чуваат планетата и внимаваат да им биде чиста, со многу растенија, со бистри води. Еве, другарчиња, на оваа слика ќе ви прочитам неколку екопораки, што се надевам во секојдневниот живот и да ги примените. Слушајте внимателно. Чувај ја планетата Земја, таа ќе ти врати. Засади дрво, засади цвет за поубав свет. Штеди вода и тоа е во мода. Водата се штеди затоа што многу вреди. Капка вода, капка живот. Чист воздух, здрав живот. Спаси ја планетата. Таа е во твои раце. Секоја капка се брои. Има уште многу екопораки, но за тоа понатаму. А сега да завршиме приказната. Сонцето и даваше најголемата надеж на мајката Земја. Таа се развесели. А тоа продолжи уште посветло да грее. Радоста пак се врати. Дали ви се допадна оваа приказна, драги другарчиња? Ајде да повториме што се случуваше во приказната. За кое годишно време станува збор? Така, за годишното време пролет. Сонцето сите го очекувале на небото, но тоа не се појавило. Зошто? Што ли се случило? Така е. Наврнале кисели дождови. А тоа на кого им пречало? Така е, другарчиња. На дрвјата, на цвеќињата, на реките, на езерата, морињата, но и на луѓето и на децата. И одеднаш што се случило со планетата Земја? Така е, таа била многу тажна. Почнала да плаче. И одеднаш што се случило неочекувано? Така е, се појави ветер, почнал да дува и
ги растуриле облаците и потоа сонцето повторно загреало на небото. А сега, другарчиња, за дома ќе треба со вашите родители да се довршите приказната, да раскажете што се случило со природата кога сонцето повторно огреало над земјата. За домашна задача ќе треба да ја боите нашата планета Земја. И третата задача ќе ја слушнете внимателно песната Нашата планета Земја од фестивалот Под учење 2013. Толку за денеска, ми беше драго вашето дружење. Ве сакам бескрено. Чувајте се дома, седите дома, имајте убав ден. До видување, до следното видување. Ве благодарам.